месец дена после тоа нов турнир. Да, МФЦ во Црна Гора имавме. Случајно му се јавуваат на татко ми, ни треба девојче до 52 килограми. Имаме со репрезентацијата на Ангола, шампионката на Африка, исто се вика Даниела. И може да биде некоја интересна борба. И татко ми вика, сакаш ли да се бориш? Викам, па што знам, ај, викам, стајме, ништо не губиме. И се договоривме да имаме борба, исто аматерски правила, 3 по 3 рунди. Припремите си се, не ни прекинаа припремите, односно од септември како почнавме се до сега, си траа припремите, немаше пауза. И Тоа го побива штаткот, значи пошто он имаше во едно интервју негде кажано дека тренираме со помал интензитет затоа што почнаа надпреварите едно друго што. Не, добро се намалува интензитетот пред турнирот на тренинзите, ама пак си тренажен процес како и да е од почетокот на септември до сега, секој ден сум у сала и тренинзи, спаринзи еден тон. И дојдовме, се измеривме све, имавме и пресконференција со Даниела. И тоа баш зборавме дека е многу интересно и каква случајност двете со исто име да се бориме. Таа е шампионка на Африка и пак имав некаков терет, викам чекај сега, не знам како, различен стил на борба, не сум се борила, гледам дека повеќе стендап работи, тоа добро во стендап. Борбата е многу различна, мислам дека многу поагресивна од тоа до сега. Да. И гледав дека уствари она со еден удар она ги седнува луѓево. И бев као леле, викам, ако ме погоди мене што ќе правам? Ајде доле ќе се снајдам. Горе викам, и ама како почна борбата, почнавме горе да работиме. И нека се олабавив во борбата. Сепак искуството си го прави светот. Немам уште искуство, ама тоа што го имам до сега, може, ете, првата рунда ми беше како warm-up. Примили неколку удари кај што онака имаше едни добри два вака да се спои очите. да се запрашаш малце, значи што се случува. Имаше два удари и тоа добри така малце. Ми ја пореметија сликата. И во првата рунда направив тейкдаун, ја бутнав, тоест имав обид за армбар, ми излезе, потоа ја бутнав и дојдов во маунт, ама ми беа затворени рацете и не можев да работам удари, заврши рундата, почна втора рунда, влегов за тейкдаун, она ми се протна, ми излезе, ја фатив за тело, ја бутнав долу и фатив грб, она се извлече и на крајот на рундата ја фатив армбар. Ама веќе немаше време, ја има фул фатено, да имаш уште 3 секунди, ќе ја завршев и таму. Ама ништо, се прекина рундата, трета рунда влагаме и трета рунда работевме само стендап. И дури у стендап, уствари, ја ја освоив третата рунда, што дури чудно. Едноставно се олабавив малку да работам и горе. Намерно одлучи во стендап да останеш? Многу интензивна борба и нека немаш кондиција, ама пак се троши силата, цело време си напнет. И сега не ми се прикажа прилика да влезам за нозе, бидејќи многу ќе се истрошам. И горе како работам, гледам дека се повлекува. И после имавме на крајот размена на удари, на 10 секунди пред крај се разлупавме на најако и беше многу интересно. И коментаторите баш што ја коментираа борбата кажаа дека ова може била една од најинтересните борби до сега.